разговараме со Ахмед Ќазими, раководител на секторот за јавни дејности при општина Тетово на тема образование, околу уписите на првачињата и на средношколците, а и околу крајот на учебната година. Оваа година, учебната година заврши поинаку од претходно, нели во услови на пандемија. Како се доделуваа свидетелствата и како се вршеше оценувањето на учениците? Првично поздрав до вас, поздрав до сите ваши гледачи, кои што ги ценам и дека се многу избрани гледачи кои што навистина добро истерати околностите работите во градот и во околината. Така да оваа учебна година беше по-специфична од претходните учебни години, затоа што може да прв пат во историјата на градот, па и пошироко, па и во човештвото, се реализира една битна настава која што беше предизвика за нас. Вакви ситуации се повторуваат еднаш на столетие. Ваква пандемија на грип сме човештвото имало пред 100 години, 1920 година, претходно 1820 година и сега повторно ова што го поминуваме ние. Затоа и овај наш разговор оди преку методот онлайн комуникација во дистанца. Важно да се каже дека многу лесно се прилагодивме и подбор се прилагодивме на околностите што ни ја наметна пандемијата. Веднаш го споставивме система на настава до дистанца, каде што и професорите првично со еден голем ентузијазам, па учениците, а најмногу родителите го прифатија овој начин на учење и сите заеднички се вклопивме на многу настанатата ситуација. Ние имавме губитоци на образовниот процес и сите недостатоци кои што се појавуваја со текот на времето беа отклонети од страна на училиштето, од страна на општината, Министерството, владата и пошироко. Значи, важно е дека имавме да се опатност во образовниот процес, каде што во основното образование сите ученици, тоест што се вклучија во наставата онлайн, за кратко време и во средно образование тоа се воспостави и така процесот се реализира се до крајот на учебната година до 10 јуни. Како општина може би бевме први во Република Северна Македонија кои што го воспоставивме сеопфатност во наставата онлайн и тоа систематско следејќи квалитетот на реализација на наставата преку неделно и дневна координација со училиштето, со наставниците, со активите, како да се реализира и учениците да придобијат што е можно повеќе од овој вид на настава. Важно да се каже дека имаше големи предизвици. Како прво, имајќи предвид дека еден дел од наставниците се пред пензија и имаат потешкоти со употреба на технологијата, но стручните служби на училиштата, нивните колеги со заеднички напори вложени и се достигна и тие ученици и тие наставници од таа категорија кои што помалку се добро се снаоѓаат со технологијата и тие да бидат вклучени во овој процес. За мене е многу важно дека здравјето на учениците, на наставниците и на сите вклучени во образовниот процес да биде под заштита. И задоволително е дека ниту еден ученик, ниту еден наставник, па и пошироко не беше заразен од ова болест во организација на образовниот процес. Се презедува сите мерки за заштита на учените во образовниот процес со дезинфекција на училиштата, на просториите и
Тоа се случуваше периодично со контрола на оние што беа вклучени и во текот на посета на самите во училиште на цело време се бе презедени сите оние протоколи за безбедност и за зачување на здравјето на вклучените во образовниот процес. Тоа не е најважно во овој момент. Сите други попратни работи, како што се и оценувањето, се според мене секундарниот дел од ова работа. За мене ова учебна година беше многу важна да ја завршиме сите во здрава состојба. Успехот е секундарен. Но имајќи предвид дека се наоѓаме во вакви околности, сигурно дека треба да се работи и на квалитетот на образованието, сигурно треба да се работи и на обезбедување на услови за се што е предвидено според план програма, тоа да биде пренесено на учениците и да се следи квалитетот на перцепција на знаењето и квалитетот на оценувањето. Иако тоа е секундарно во овие услови на пандемија, но ние треба да се прилагодиме на условите и да работиме според овие услови, да работиме во стандардни, така да се вообичаени периоди. Така да и оценувањето беше нереално, имајќи ги предвид условите на пандемијата, а сега сме во тек и на оние административни работи, на доделување на свидетелства, покупување на главни книги и се други административни тековни работи. Во текот на вчерашниот ден беа доделени свидетелствата на полуматурантите, каде што веќе денеска вторник, среда, четврток и петок тече процесот на нивно запишување во средно образование и повторно првенствено во овој процес на описи и приготовување и при изготвување и пополнување на педагошката документација, првенствено внимавање на здравјето на сите вклучителни фактори во овој процес. Лично им се доделуваат свидетелствата на децата, бидејќи нели тој момент минатите години бил проследен со приредби, било возбуда за децата, нели моментот кога ќе го земат свидетелството. Оваа година, значи, организирани јавни настапи во училиштата не се организирани. Во текот на вчерашниот ден беа доделени свидетелствата на полуматурантот, дека пак за другите ученици од другите години и поделени ќе бидат доделени идниот период, зашто тоа не беше под некоја трајна итност. Трајна итност беше доделувањето на матуранти, на полуматуранти. Знам дека е тешко да се биде полуматурант, да се биде и матурант во ова година на пандемија, да се биде матурант без матурска вечера, да се биде матурант без оние попратни да кажам обичаи кои што се тука деценески за матурата. Не е лесно, но е привилегија да се дел од историјата и да се запаметиш дека си бил матурант во еден период кога целата човечност се справува со една пандемија, тоа е приказала следешно од генерација на генерација, од тоа ќе биде пренесено од денешните матуранти и полуматуранти. Значи, секој предизвик е да видна можност. Сите овие работи треба да се согледаат како позитивна страна и да се гледа она позитивна приказна што може да се извлече од ова, да се каже, негативност или од ова пандемија со која што се справува светото во денешниот. Важно е дека сите свидетелства беа делени во текот на вчерашниот ден, за да се олесни и процесот на упис на полуматурантите во средно образование, беа доделени пријавите за пополнување во училиштата каде што излегува
Целта беше да учениците дома да ги попълнат пријавите, подготвено да заминат во средните училишта, да не се и редови при упис во средните училишта. Така да оваа година ќе остане во нашата меморија по ваквиот вид на организирање на учебната година, по ваквиот вид на доделување на свидетелствата и тоа ќе биде она забавна страна, да се каже под наводници, од оваа пандемиска година. Така сега околу уписите нели во прва година средно училиште, колку слободни места има во училиштата и кои беа потребните документи за полуматурантите? Значи, во училиштава има слободни места, двојно повеќе од бројот на се матуранти кои што дипломираат во основните училишта во Тетово и Тетовско. Веќе двојно повеќе затоа што според конкурсот на Министерството за образование, една паралелка може да се формира и со 34 ученика, така да како тоа се помножи со бројот на профили, образовни профили кои што се во Тетово, нашите средни училишта, така да имаме според конкурсот во 3600 слободни места во средните училишта. Но бројот на се матуранти кои што дипломираат во Тетово и Тетовско е 2060 матуранти, приближно. И така да има место за сите полуматуранти. Важно е да се каже дека ние во овој период од претходните 7 години го заокруживме процесот на профилизација на средното образование во Тетово. Што со тоа сакам да кажам? Дека во нашите средни училишта, во Тетово и Тетовско, во Тетово, значи ги имаме сите образовни профили кои што постојат во образовниот систем на Република Северна Македонија. Тоа подразбира дека еден полуматурант од Тетово нема потреба да оди во некој друг град, за да се запише во некој образован профил, затоа што не постои во нашиот град. Оние постари генерации ќе памтат дека пред некој период, например во моје време кога завршив основно образование, за да се запишеш во фармација немаше Тетово, требаше се оди во некој друг град да се запишеш во фармација, а оние по нови генерации ќе памтат за, например, за да се запише во насоката за сообраќај или пак за геодезија, потоа требаше да се оди до Битола, да се оди во Скопје или пак во поранешни устави во Битола и во Скопје немаше, требаше да се оди до Сараево, до Призрен, за да може да се запише во овие образовни профили. Но сега во нашите средни училишта ги имаме сите оние образовни профили кои што се во нашиот образовен систем и тие се така профилизирани кои што се според потребите на пазарот на труд и тоа е предност на нашите полуматуранти, има слободни места за сите нив. Само тие треба заедно да седнат со нивните родители и да си одлучат за нивната иднина. Да одлучат за профили, образовни профили за средно образование, што ќе обезбедат една сигурна иднина за нив. Не е потребно традиционално да се оди во некои училишта само поради тоа што да се запише во средно образование, туку да се види. Ако има способности за машинство, треба да оди за машинство. Ако има за електро, треба да се оди за електро. Ако некој е уметник, зашто да не се употребат овие образовни профили од уметност? Ако се спортисти, фудбалери, зашто да не одат во спортската гимназија, која што функционира еве 6-та година во градот? Ако пак се музичари од музичка уметност, зашто да не се насочат на средното музичко училиште? Ако се по информатика, по технологија, зашто да не одат во образовните профили кои што се за информатичко општество? Како и оние кои што се за гимназиско образование, традиционално за медицина, имаме образовни профили кои што се нови медицински учени, како што е за негователи, за акушерство и
Сите овие образовни профили се отворени во нашиот град за да учениците од Тетово да не мислат, ако сакаат да се запишат негде и да не имаат можности тоа да го совладат или да го имаат во на располагање во нашиот град. Ние тоа го реализиравме за овие претходни 7 години, го отворивме сите можни образовни профили, само нека сега се полумоторатија, со нивните родители, нека направат една проекција за 5 години, за 10 години, 20, 50 години, што оние сакаат да достигнат во нивниот живот, да се наслушат според тоа што го има, да се наслушат според нивните проекции за воидина и да го избираат образовниот профил според нивните способности и според нивниот успех во основно образование. Така, колку деца ќе се запишат во прво оделение и како течат уписите на првачиња? Уписите за прво оделение почнаа во 1 јуни, ќе трајат до 15 јули. Веќе тој процес се одвива нормално, запазувајќи ги сите протоколи за здравјето на учените во тој процес и бројот на деца кои што се родени 2014 година или пак во јануари 2015 година од регионот на општина Тетово е 1739 родени деца. Но нашите проекции се дека бројот на ученици кои што ќе треба да се запишат во прво оделение треба да се движи околу 1200 до 1300 ученика. Тоа е бројката што континуирано се одржува неколку години поред. И ова година мислиме дека таа бројка ќе се тачува. И според овие резултати што ги имаме од овие 2 недели на упис на учениците во прво оделение, до сега се запишани околу 850 деца и тече според планираното. Со еден застој што имавме во едно од основните училишта, каде што за период од 10 дена поради здравствени причини превентивно се запре процесот на упис на учениците. Во другите 11 училишта без прекин продолжи упис на учениците, тоа продолжило. И во училиштето каде што имавме прекин на уписот за 10 дена, таму продолжи уписот и таму се одвива според планираното и голем дел од децата од тој регион сте запишани и се надаваме дека до 15 јуни може би порано овој процес на опис на учениците заврши. И тука е важно да децата да се наслушат во регионот каде што и живеат. Да не одат од еден регион да се запишат во некој друг регион. Тоа е за нив и далеко да се патува од едно место во друго место. Сите училишта се подеднакво добри, во сите училишта е инвестирано и сите училишта се во добра кондиција за квалитетна изведување на наставата. Наставниот кадар е квалитетот подеднакво во сите училишта, така нема потреба да се групираат во едно училиште од еден наставен јазик, а да се останат другите училишта со празни паралелки, додека пак во едно училиште се групираат во една паралелка 30 ученика, додека пак во другото дел немаме и 10 ученици во една паралелка. Така да и тука е добро родителите да се наслушат во најблиското училиште или пак во регионот на кој што тие прифатат. Кои се протоколите за време на упис? Што треба родителите и децата да знаат, нели, за да се заштитат? Предпоставувам носење маска, држење растојание. Да, значи има посебни протоколи за упис, кои што се донесени од Министерството за образование и наука, Министерството за здравство
ние во целост не ги поштуваме, а од друга страна ги поштуваме сите препораки кои се од Светската здравствена организација. И ако овие денови сте поминале во училиштава, каде што се одвива некој образовен процес или доделување на специјалство, или прием на ученици во прво одделение, или пак прием на ученици во прва година во средно образование, кога ќе биде поочливо. Тоа што е новина што го реализиравме оваа година и имајќи ги предвид дека да ги заштитиме што е можно повеќе децава, монтиравме прскалки за дезинфекција при влез во училишта. Така да сите што влегуваат во училишта првенствено се дезинфекцираат и после влегуваат внатре во училишта. Значи, оние задолжително носење на маски, одржување на дистанца, влегување еден ученик во средно образование без родител, дека во основно образование ученик и родител, да не се ствараат гужви. После протоколите се направиха поделба по азбучен ред, која буква треба да оди во кој ден за опис, и да се почитуваат строгите критериуми за безбедност на здравјето на децата, на наставниците и на сите други кои се вклучени во овој образовен процес. Ова ни е предизвик на времето и мора да се научиме овој период да живееме според овие стандарди, ако сакаме што побрзо да се вратиме во нормалниот живот. Што ако од септември, како што се најавува, има нов бран на пандемијата, дали повторно ќе се оди преку онлайн настава и дали сме спремни за тоа? Ние ги почитуваме сите одлуки што се земаат од Министерството. Овој период не научи многу работи. Значи, ние сме веќе подготвени, не дај Боже, ако имаме повторно на ваква ситуација на онлайн настава. Но, ако имаме таква ситуација, тогаш ќе биде подруго малку организиран наставниот процес. Веќе работиме на обуки на наставниците на тоа. Значи, реалниот наставен процес се рефлектира во виртуалниот онлайн процес. Така да се ќе тече како да почнува наставата од 7 до 1 прва смена или од 1 до 7 прва смена. И тоа ќе оди во програми кои што се како што е Google Classroom програмата или пак Zoom програмата, ќе оди во училници, ќе оди според наставни програми кои што се за реална настава, но и тоа ќе следи со построги критериуми на следење на реализација на образовниот процес, како и механизмите кои што се за оценување на учениците. Ние сме подготвени за тоа, за време на овој претходен период стотици, можеби над 1000 наставни единици беа снимени во дигитални платформи. Веќе имаме една многу добра датотека на наставни единици кои што се веќе во таа датотека подготвени од страна на наставниците и за нив се отворени YouTube канали и тие наставни единици се употребуваат и во годините кои што следат. Се направи многу добра една дигитална датотека на наставни единици и тоа се групира во едно место и со размена на искуство тоа ќе се употреби во основните училишта. Но тоа не е тоа. Значи, образовниот процес не потратува само образовниот дел, има и едукативниот дел, другарувањето. Па, тоа е многу важно. Генерации на млади се ги поменуваат најубавите денови од нивниот живот, без да имаат допир со нивните врсници и тоа делува многу во нивниот психолошки развој. Знаете дека во овој дел од младината, тие се најубавите години од
животната ера на секој човек. Тогаш се случуваат и оние најблиски пријателства, се случуваат и оние најздравствени дубовни врски помеѓу младите. Тогаш се оние и чувствата се развива и виртуалниот пристап и виртуалното пријателство не е исто како и она пријателство што се развива во училиштава и во училишните клуби или пак во околу училиштава или во тоа што се е вклучено со образовниот процес. Но, за да се вратиме во нормално, треба да се надмине оваа ситуација или состојба во која се наоѓаме. А оваа состојба може да се надмине само ако сме многу дисциплинирани, ако многу се придржуваме на правилата и на тоа што не се советува од страна на надлежните служби, за да побрзо се вратиме во нормално. Но, ако ќе бидеме приморени да продолжиме со онлайн настава, тогаш ние сме подготвени за тој вид на настава, сме подготвени за комбиниран пристап на наставата, да имаме онлайн плюс настава во училиштето, како и сме подготвени и за да се одвива нормална наставата во училиштето. Сигурно ќе бидат запазени сите овие мерки на предпазливост, но едно е јасно, дека животот после короната нема да биде ист како животот пред короната. Така да овие генерации што доаѓаат, можеби никогаш нема да ги чувствуваат оние чувства што ние сме ги доживувале во годините кога беше реално реализирана наставата. Секогаш можеби еден период што ќе престои ова поблизок период, ќе биде период на предпазливост, период на страх, период на оддалеченост, период каде што сите ќе бидеа предпазливи едни кон други, а тоа ќе одземе неколку години. Ви благодарам многу на разговорот и на учеството во емисијата Растеме. Благодарам и мене беше задоволство. Едно ново искуство, да имаме еден вид на вакво интервју во далечина, но еве и ние се прилагодуваме на условите да бидеме предпазливи за да се вратиме на реалноста што побрзо. Поздрав до вас и до сите ваши гледачи. Поздрав. Во продолжение на емисијата Растеме разговараме со директорката на детската градинка Младост Рамје Даути околу уписите, околу целава оваа пандемија која што не снајде и условите во градинките. Директорке, во тек се уписите на деца во градинка, како течат? Од страна на родителите стално има дилема дали ние имаме одредено време кога треба да се запишуваат децата или да се пријавуваат во градинка. Едно објаснување на тоа дека градинката согласно Законот за детска заштита, член 60, став 1, запишува преку цела година деца. Но да се расчисти тоа дека запишувањето или уписот, пријава на деца во градинка, не значи дека градинката има обврска и да ги прими. Бидејќи комисијата ги разгледува колку деца имаме во таа група, каде што родителот бара, дали имаме место за тоа дете и во моментот кога некој дете се испишува, обврската на страна на одговорните и на комисијата е одма да го повикаат наредниот родител по ред, како што е пријавен. Значи, никогаш не се праe тоа дека еве овој нема да го повикаме, ќе повикаме некој друг, иде по ред. Едно што имаме сега најново, значи рачунајќи дека родителите не би било добро да доаѓаат до објектот, да ги пријавуваат децата, и ние отворивме онлайн пријава за деца, каде што родителите откако ќе ги пријават се јавуваат. Сега кога ќе ми кажете дали ние ќе бидеме примени во градинка, значи тоа не е до нас. Откако ќе се почне со работа, откако ќе видиме колку деца имаме, како ќе иде понатаму, тогаш ќе бидат и они,
ќе им се јава од страна на комисија дека треба да донесат документација и можат да почнат. Значи, ќе се работи со 6 деца максимум во групите до 2 години и над 2 години со 15 деца во група. Исто така ќе се бара од родители да ни донесат потврде дека двајцата родители се на работа и дека нема кој да им го згрижи детето, и затоа ќе се разгледаат и барањата што ги запишуваат децата. Да се надеваме дека пандемијата ќе ни прекине и ние нормално ќе функционираме и да ги примиме свите деца како и секоја година. По барањето или по јавувањето на родители установивме дека сега и родителите имаат дилема. Тие деца што се пријавиле родителите пред пандемијата, значи барале да им се згрижи детето, дали ќе им важат. Значи важат и тие пријави. Ние ги имаме како пријави, ќе се разгледуваат и тие и све што ќе бидеме во можност ќе биде примени. Која е електронската адреса на која родителите треба да ги пријават децата и какви податоци треба да остават? Значи, отворивме посебен мејл каде што родителите можат да аплицираат. Тоа е upisigradinka@gmail.com. Тука имаат формулар кој треба да го пополнат, значи како името на родителите, дали се вработени, во кој објект би сакале да биде детето згрижено и нормално податоци за детето. Откако ќе се реши дека детето ќе биде примено во градинка, тогаш ќе се повика родителот да ги донесе и другата документација за во моментот да не ги малтретираме родителите, да идат од врата на врата, да собират документација и на крај да немаме место каде да ги примиме. Колкав е капацитетот на детските градинки и колку деца можат да примат? Па годинава со све центрите за ран детски развој негдека 420 деца се испишаа сега во јуни месец, што рачунаме дека свите тие места не се слободни, бидејќи се ослободуваат само групите бебиња, што ги викаме, до 2 години, каде што веќе тие деца пораснале и нормално се префрлят во другите групи. Но имаме родители кои умеѓувреме решиле веќе да не го носат детето во градинка, ќе ги испишат децата и нормално на тие места ќе се пополнат. Па и како секогаш сме им излагале во пресрет на родителите, ако завршиме со пандемијава, па сигурно ќе примаме и поголем број, ако Советот на општината реши да ни изгласа дека можеме да примеме поголем број од капацитетот. Така, обично интерес има повеќе за објектите кои што се наоѓаат во градот. Колкави се капацитетите? Па капацитетите, ако ги гледаме, значи неколку деца би останале надвор од градинките, бидејќи ние примаме стално над капацитет. Неколку пати сум кажала дека градинката не е обврска секој ден да се доаѓа како во училиште, затоа и се покриваме. Значи примаме поголем број, но многу ретко некоја група ги поминува капацитетите. Капацитетите на градинките се негдека 570 на ниво на градот само. И мислам дека сега со отварањето на новите градинки во руралните средини, нели во другите општини збора, тогаш може и ќе имаме малку повеќе места, бидејќи и они ќе се префрлят, ете имаме општина Брвеница, па општина Боговиње, ќе отворат своји градинки, рачунаме од септември, така да сигурно дека ќе има малку поголем број на деца што ќе се отпишат од градинкиве у Тетово. Така имаше најава докаде работата за нова градинка во дворот на основното училиште Кирил Методи? Па крајното што ни беше кажано дека процедурата се води од страна на Министерство, но нормално како и свите други работи сега во вакво кризно време, веќе немаме одговори на тоа. Додека децата не одат во градинка, родителите се жалат дека нивните деца немаат ред, дека малку се разгалени. Како да воспостават ред?
Па не може еден ден во 8 да се доручкува, еден ден во 10. Или па еден ден сум имала друштво или сум излегла некаде, па се ајде ќе ручаме во 16, во 17 часот. Најважно што е кај децата е редот. Иако сега да не ме разберат погрешно младите родители, значи мислат дека треба детето самото да каже кога сака и што сака. Нормално е да се праша, бидејќи ние тука во градинка, иако имаме голем број на деца, значи гледаме на децата да им биде удобно, да може и они да се осеќаат дека и они донесуваат некои ставови, се почитуваат нивните ставови, но сепак се почитува редот на куќата. Така што многу лесно родителите би можеле да се справат со децата, ако им укажат дека има ред куќата и дека играчките кои се расфрля треба прво да се наместа, да се среда, па да се иде на ручек или да се продолжи со друга активност. Во моментот ние имаме проблем, бидејќи, да речемо дека е проблем, бидејќи ние градинките функционираме и во летен период. Значи, кои доаѓаат децата, тука кај нас се држат активности и во летен период. Сега, кога треба родителите да држат активности, бидејќи воспитувачите работаат со родителите, дали преку Вибер, дали преку Zoom, како они се договориле, значи работат со родителите, им даваат задача за која родителот не дека нас ни врши работа, туку да детето осети дека има активности, дека треба нешто да научи. Преку игра. Не мора тоа да биде стриктно седни и учи. Детето не знае да одбива, значи одбиваат родителите. Не можеле сега, децата ќе игра, значи 15 минути до пола час најповеќе, мислам дека би требало да ги седнат. За тие деца да знаат дека секогаш ќе имаат обврска во живот и да ја почитуваат обврската. А не значи дека треба да се малтретира за да седне. Нормално и кај нас, кога и се држи активност, ако некој дете нема интерес, значи му се дава играчка и се тргнува, може да игра. Детето преку игра и пак ја слуша воспитачката. Така и родителите треба да земат обврска и секако многу лесно ќе им биде. Така, што е со игрите надвор, нели сега е летен период, повеќе се надвор, владе пандемија, како да се заштитат, а воедно нели да поменуваат време надвор? Па би било во ред родителот да биде стално до детето, да го надгледува, не значи дека не смее да игра ништо детето и да ги затвориме дома, но сепак и кога ќе биде надвор, родителот да биде до него или некој друг од куќата, од фамилијата, бидејќи не знаеме каде детето, со кого ќе биде, да се држи дистанца, ние не викаме, значи далеку од тоа дека може и децата меѓу себе, они сакаат да играат, да се дружат, но да имаме сознанија со кого, каде е во моментот, за да не направиме поголем проблем. Каков е протоколот за работа доколку градинките наскоро започнат да работаат? Па значи ние од наша страна уште неделава и веќе и реконструкцииве и работите што се работаат по градинките веќе ќе завршат и нормално само тука во Тетекс, бидејќи во другите веќе имаме направено дезинфекција, дератизација, комплетно исчистени објекти и тука ќе се направи истото. Ќе очекуваме дека нема да имаме проблем, бидејќи дезинфекциони средства, маски за вработените, безконтактни топломери од страна на Министерството ни беа вчера дадени, кои што ќе бидат поставени на секој влез каде што влагаат децата. Исто така уште помал број од тие што ни беа дадени и ќе треба самата градинка да ги набави за да има за секој влез. Ќе имаме вработен кој ќе пречекува на врата,
Значи, секако прво ќе измери температура на детето, ќе разговара со родителот дали имат промени и дали нешто осеќа дека може да биде неарно детето. Нормално ќе му се дезинфицираат рачињата и што мислиме дека би требало да имаме дезинфекциони средства за децата. И од тука вработениот ќе ги испрати до занимална. Значи, едниот вработен ќе ги пречекува, каде што во занимална ќе бидат вработените со таа група што работе и тие вработени ќе ги примат во занимална. Ручекот или јадењето до ручекот ќе се дава во занимална, нема да излагаат децата од занимална. Мислам дека тоа би било во ред за почеток, но гледајќи на времето и се надеваме дека ќе се донесе и ќе се растерети сето тоа, ќе се донеса други протоколи, каде што децата би требале да излеза и некогаш и надвор. Имаме направено план по колку време ќе седат децата од групете, за да можат да се менјаваат. По малите деца нормално имаме тераси, балкони каде што ќе ги изнесемо, не мора да бидат од двор, бидејќи не трчаат, не. И сето друго што би требало по протоколот, значи све е направено план по објекти и рачунаме да се реализираат. Бидејќи очекуваме по некоја надеж наша дека од 1 јули би започнале со работа, бидејќи веќе и ние немаме трпение, па ни родителите. Тогаш пред 1 јули ќе се одржуваат состаноци со вработените, ќе им се објаснуваат протоколите, за да немаме проблем при прием на деца. Колку деца рековте? 147? Па 147 деца се пријавени, но потоа ќе видиме како ќе идат понатаму и секако ќе се зголеми бројот, бидејќи знаеме, според тоа што владата го донесе како став дека родителите кои имаат деца до 10 години можат да бидат дома и нормално тие што не можат, болните не можат да доаѓат на работа. Значи, очекуваме дека поголемиот број на родители ќе бидат дома и немат потреба од градинка. Заврши скринингот на вработените во градинките, кои се резултатите? Тоа е една добра вест за нас како градинка и за градот Тетово, бидејќи ќе можат да ги остават децата во градинка без да им мислат дали ќе имат нешто проблем со вработените. Иако са негативни, значи и кај нас има родители кои имаат деца до 10 години, имаме постари лица кои би биле болни, па нема да можат да почнат на работа, но мислам дека можеме да ги покриеме бројот на децата со вработени.